Добро вечер. Нема да одобрам ништо противзаконско, изјави градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски за дивоградбите во Чаир. Во вечерашното гостување во само интервју за нивна контрола најави формирање на комисија, а за да се стави крај на праксата предлага или градот да добие градежна инспекција или да се формира централизирана од владата. Тој ги откри имињата на новите вршители на должност во 4 јавни предпријатија во град Скопје. Во улици и патишта за директор ќе биде назначен Борис Настов, кој ја извршувал оваа функција на почетокот на мандатот на поранишната градоначалничка Арсовска, а во водовод и канализација Иван Митровски, досегашен заменик градоначалник на Киселавода. Нови директори ќе има и во ЈСП и во комунална хигиена. Што ќе правите со тие дивоградби во Чаир? Сакам само да се приклучат на вода, на струја, ќе подпишете ли тоа? Се што е противзаконски нема да биде одобрено од моја страна. Одговорно тврдам и стојам позади тоа. Зашто мора ваш подпис за да се приклучат на вода, претпоставам, така на вода. Значи се што е спротивно на закон и има прекршување одредено, нема да биде подпишано од моја страна. Одговорно тврдам и стојам позади тоа. Јас имам образ, имам чест, имам семејство и дете на кое што не треба да му оставам, условно кажано, како што ми рекле моите родители кога сум влегувал во оваа работа, опашки зад себе. Така да треба честно и достоинствено да работаме. Да, дивоградби треба да се проверат и дали се безбедни тие градби воопшто. Да. Ние треба да направиме комисија, ќе го направиме тоа за проверка на безбедност на одредени објекти во наредниот период. И верувам дека тука ќе се вклучи и Министерството за транспорт и врски и ќе помогне во целиот процес. Би поддржале ли нов закон за легализација на дивоградби? Искрено од оваа перспектива не. Кривична пријава за екс-градоначалникот на Сарај Блерин Беџити и уште се думина поради злоупотреби со градежно земјиште поднесе финансиската полиција. Групата, во која се и поранешни општински секретари и раководители, финансова ги сомничи дека одобриле градба на место каде што воопшто не постои урбанистички план. Екс-градоначалникот на Сарај и актуелен пратеник од ДУИ Блерин Беџети и уште 7 негови општински соработници, меѓу кои надзорен инженер од град Скопје, добија кривични пријави. Според финансова полиција, осумината се под сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување, како и за несовесно работење во службата и фалсификување или уништување на деловни книги. Како што се наведува во нивното соопштение, тие изготвили извод од ДУП за место каде не постои урбанистички план, со цел инвеститор од село Глумово Сарај да добие целосна потребна документација за да може да го изгради објектот, пошто тој се стекнал со противправна имотна корист од 1,7 милиони евра. Постојат основи на сомнение дека пријавените лица вработени во општина Сарај, иако биле свесни дека за катастарската парцела не постои донесен ДУП, со пречекорување на своите службени овластувања изготвиле и одобриле извод од план и одобрение за градба со невистинита содржина, како и пресметки за надоместок за уредување на градежно земјиште спротивно на законските прописи, а надзорниот инженер извршил технички преглед на објектот и изготвил завршен извештај со невистинита содржина. На овој начин пријавените лица злоупотребувајќи својата службена положба и овластувања, како и несовесно вршејќи ги своите должности, му овозможили на правниот субјект Азра Идрис Доел село Глумово, Скопје, Сарај, да се стекне со противправна имотна корист во износ од 108.648.840 денари. Стои во соопштението од финансова полиција. Од обвинителството за Канал 5 посочија дека пријавата оттаму е примена и дека веќе се преземаат действија на проверка. Станува збор за злоупотреба на државни органи за политички прогон. Пораче екс-градоначалникот Блерин Беџети за Канал 5 по кривичната пријава. Според него, актуелната власт има заложба да ги прикаже функционерите на ДУИ како лица кои не работеле според закон и дека станува збор за антиалбански став. Тој вели дека ќе остане на страна на правдата, транспарентноста и граѓаните. Ево уште еднаш повикувам до господинот Мицковски и Меджити да се отргнат од злоупотреба на државните органи. Јас и порано и во претходни влади сум имал вакви случаеви каде што иницирале, но никогаш не се покренале вакви постапки, бидејќи повеќе од очигледно е дека се работи под политички диктат. Премиерот Мицковски пак посочи секаде каде што постои основано сомнение по истото ќе се постапува и дека борбата со криминалот останува приоритет на владата. Останатото, вели, е на обвинителството и судот. Ние од самиот почеток рековме дека секаде каде што постои основано сомневање, кое што е подкрепено со докази, ние како влада ќе делуваме.
нема да правиме тоа естрада, нема да упаѓаме дома со специјални единици. Едноставно, правдата мора да биде наш императив и така ќе се однесуваме и така се однесуваме без разлика дали тој што сторил неправда е поранешен функционер, сегашен функционер и така натаму. Актуелниот градоначалник на Сарај, пак Мухамет Елмази, за Канал 5 посочи дека Државниот завод за ревизија ја чешлал работата на општината пред тој да стапи на својата функција. Воедно посочи дека и неговиот кабинет сега прави ревизија и дека ако нешто се открие, истото ќе се пријави до надлежните органи. Лидерот на СДСМ Филипче го најави првото освежување во раководството. За подпредседател го номинира кандидатот за градоначалник на општина Аеродром Александар Трајановски. Наводите на ВМРО ДПМН дека понудил функција на екс-градоначалник, но бил одбиен, ги нарече кафеански муабети. На подпредседателската позиција ќе го номинирам докторот Александар Трајановски, кој моментално е член извршниот одбор, исклучително посветен човек на партијата, човек кој имаше одлична кампања, привлече многу внимание и сметам дека ова ќе биде значено кадровско заекнување на ова ниво на партијата. Нема никаква економска логика за интервентно зголемување на минималецот како што бараат дел од синдикатите, покажале анализите на Министерството за економија. Ресорниот министер Бесар Дурмиши вели дека на месечно ниво инфлацијата паѓа, а ако се донесе адхок решение за раст на минималната плата, тоа ќе има негативен ефект што ќе резултира со отпуштање вработени. Дурмиши најави дека во периодот кој следи ќе се анализираат цените на прехранбените производи, но дека за сега не се размислува за мерки. Ние со таа одлука ќе вршиме притисак врз малите и средните предпријатија, каде што врз тој притисак оние ќе немаат финансиски средства да ги платат своите работници и ќе бидат на некој начин, да кажеме, ќе мора да ги одстранат од работните места тие работници што ги имаат. Причините за смртта на 37-годишната Елена Ѓоргиевска, која почина дома непосредно по 2 операции на дигестивна хирургија, а за што семејството обвинува за лекарска грешка, може да остане мистерија поради неизвршената обдукција. Директорот на судска медицина Станков вели има многу слични случаи кои останале неразјаснети. Обдукцијата е важен доказ кога настапува смрт, кај човек под одредено сомнение дека има лекарска грешка, како што е случајот со 37-годишната Елена Ѓоргиевска, објаснува директорот на судска медицина Александар Станков. Во овој случај, бидејќи пациентката починала дома, веднаш по излегувањето од болница, семејството требало да ја укаже на брзата помош заради сомнежите што ги имале за целиот процес на лекување или да се јавеле во полиција. Во овој случај е неопходно да се направи обдукцијата за да се утврди причината за смрт, за да може понатаму да се даде мислење за евентуална поврзаност помеѓу постапките на лекарите и причината за смрт, односно влошување на здравјето кое што би довело до смртен исход. Во овој случај без обдукција тешко да нешто ќе може да се направи или да се направи некое вештачење, бидејќи ќе немаме одговор на главното прашање. Станков објаснува дека многу случаи каде што имало сомнеж за погрешно лекување останале мистерија, бидејќи не била направена обдукција. Во ваков случај може да се направи ексхумација по барање на семејството преку адвокат до обвинителството. Ексхумацијата ни одблизу не ги дава оние резултати кои што би ги дала обдукцијата и ризикот е многу поголем да не се најде ништо заради тоа што се поминати веќе 2 недели од смртта и трулежните процеси се развиени. Според извештајот на ДСЗИ, направен врз документацијата за целото лекување, не потврдија неправилности. Директорот на дигестивна хирургија, доктор Огнен Костовски, иницирал дисциплинска постапка. На клиниката е формирана комисија, од каде треба да се видат конечните извештаи и станува збор за изолиран случај. Комисијата ќе биде сочинета од 3 лекари.
Семејството на Елена смета дека има лекарска грешка во целиот оперативен процес и дека иако здравствената состојба била критична, таа на 1 ноември била пуштена дома и починала истиот ден. Вестите завршија. Пријатно.